Продолжуваме со разговор во студиото со мојот следен гостин Јане Карајованов, професор по физичко образование и тренер по пливање. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добро ве најдов и благодарам на поканата. Јане, за пливањето најчесто се вели дека е најкомплетната физичка активност. Зошто е тоа така и кои се најголемите придобивки од пливањето за физичкото и менталното здравје? Па токму така, пливањето е единствен спорт во кој што ние во текот на таа физичка активност ги користиме сите мускули на телото. Ги користиме покрај нормално мускулите на рацете и на нозете, ги користиме мускулите на телото, затоа што во текот на препливување на една делница во базените, телото треба да биде во сосема друга положба на која што ние сме навикнати. Ние одиме вертикално, сега треба да пливаме хоризонтално. Второ, пливаме во средина која што и не е толку, да кажам, секојдневна за нас. Во водата, покрај тоа што ние првите 9 месеци од животот сме во една средина водена, во стомакот на мајката, меѓутоа сепак во текот на таа физичка активност многу работи се случуваат како физички, така и ментално. Покрај тоа што пливањето влијае на самото тело, влијае и на самата психа. После тренингот сите сме посмирени, сите сме порелаксирани, така што можеме да кажеме дека комплетно влијае на целото тело, како физички, така и духовно. Мораме да истакнеме дека пливањето придонесува за правилен раст и развој кај децата и кај младите. На која возраст е најдобро децата да почнат да тренираат пливање? Па, најоптимално е децата од 4 или 5 годишна возраст, во зависност од нивниот физички раст и развој. Длабочината на водата да не биде до устата на децата, односно да биде до градите, затоа што пред се при првиот контакт со водата, најголема наша грижа како тренери е безбедноста на самите деца. Доколку водата допира до устата, тоа може да голтне од вода, може да се исплаши и нормално секој дете после страв таков претрпен многу потешко се решава да продолжи да тренира. Така што 4,5 годишна, 5 годишна возраст е најоптимално. Денес многу млади поминуваат навистина многу време пред компјутери и телефони. Може ли пливањето да биде добар одговор за недоволната физичка активност? Па, пливањето и е одговор за недоволната физичка активност, а тоа е проблем кој што ние и како возрастни луѓе, и ние како наставници и тренери, а и како родители се среќаваме со тој проблем од зависност од екрани. Дали е тоа таблет, дали е телефон, дали е компјутер. Децата сега најмалце го користат телевизорот како екран, а највеќе ги користат сите овие додатоци, телефони, таблети, компјутери. И тоа е, да кажам, една од лошите работи на иднината, кои што, тие колку и да се лошо, толку се и добро. Тие се неминовна работа која што ни е потребна за секојдневно функционирање. И затоа е потребно децата многу повеќе да се усмеруваат кон спортот. Токму затоа и го кажа. И самото тоа седење, прекумерно седење пред тие екрани, допринесува за неправилна положба, неправилно држење на телото и сето тоа знаеме како после тоа се рефлектира на самите деца. Со искривување на рбетниот столб, со болки во главата, болки во целото тело, и поради тоа пливањето е одговор на сето тоа. Така. Но за да практикувате пливање, треба да имате и услови за тоа. Па сакам да ве прашам, дали Македонија располага со доволен број базени за потребите и на учениците, и на спортистите, но и на рекреативците? Па, Македонија не располага со доволен број на базени. Ние сме, да кажем, едно од државите кои што има најмал број на базени во блиското обкружување, да не се мериме со Европа, каде што секој населено место има помал базен. Тоа е во последните неколку месеци актуелна тема во Македонија, затоа што се отворија неколку базени. Токму вчера се отвори базенот во населбата Карпош. Пред повторно функционирање и отварање базенот во Кисела вода во основното училиште Дуња.
можам да го пофалам, јас сум наставник во основното училиште Ацо Шопов во насел Барадишани, која што се наоѓа во општина Бутел, и градоначалникот веќе почна да го гради базенот во нашето училиште, кој што, веќе, да кажам, добива лик на место кое што ќе заличи на базен. И ја, како поранешен пливач и сега наставник во тоа училиште, сум стварно доста среќен што ќе можеме на децата од нашето училиште да го приближиме пливањето. Всушност, многу е важно секоја општина да има функционален базен кој што ќе биде достапен за граѓаните и секако да постојат училишни базени кои што ќе бидат дел од воспитно-образовниот процес, во истовремено и ќе се грижи за безбедноста на децата. Меѓутоа, покрај споменавте недостатокот, недоволниот број на базени во државава, со какви услови најчесто се соочуваат пливачките клубови и тренерите во државава? Па тоа е најголемиот проблем, значи недостаток на базени. Како што напоменав претходно, а и то ми напомена во изјавата, дека почна да се градат и да се отвараат базени, меѓутоа не е тоа само да се изгради и да се отвори, тоа треба и да функционира понатаму. Веруваме дека сето ова што сега го прават со некој умисла да биде функционално години нанапред, така што прво и основно е тоа. Условите го диктираат и самиот развој на пливањето, а после тоа и самиот, тоа е влог во здравјето на самите луѓе во државата. Секоја општина доколку има базен, тоа е долгорочно вложување во здравјето на самите луѓе од таа општина. Сега од вашето искуство, колкав е интересот за пливање кај младите, за пливањето како спорт, но и како рекреација и генерално што е потребно за развој на пливачкиот спорт и создавање на нови генерации успешни пливачи во Македонија? Па има многу голем интерес во Скопје. Ние сме во комуникација со другите колеги од другите градови. Чисто можам да кажам и во Штип базенот се отвори пред едно 5-6 месеци. Значи колегите кои што работат таму се стварно и задоволни, а и се изненадени од тоа колкав интерес има од децата, а и од повозрасните од градот Штип и од околните населени места околу градот. Така што во Скопје веќе е добро познато дека покрај тоа што имаме интерес на родители да ги праќат своите деца во пливање, има интереси на рекреативци кои што ги користат базените во текот на целиот ден. Така што базенот се пушта во 7 часот наутро и уште од 7 часот наутро има рекреативци кои што се веќе, да кажам, традиционално присутни на самите базени и кои што го користат базенот за тренинг и за рекреација, нели? Така. За крај на разговорот, која да упатиме една порака до нашите гледачи за важноста на пливањето и здравите животни навики кои што се многу важни за сите нас? Па пливањето е многу важно прво како социјална особина. Треба да разберат сите дека пливањето е превенција од давење. Сите родители кои што сака да ги испратат понатаму своите деца, нели самостојно да бидат на одмор покрај вода, ќе бидат многу посигурни доколку нивното дете знае да плива. Како би се осеќало тоа дете доколку не знае да плива? Значи, ја губи социјализацијата со другарите кои што ќе бидат нели со него на одмор. Така што прво и основно би дал апел до сите родители дека првиот спорт на кој што треба да го запишат своето дете да биде пливањето, а после тоа доколку пројават интерес децата во нивниот понатамошен развој, да бидат поупорни, затоа што пливањето како спорт во одреден период може да биде и стварно досаден, меѓутоа може да донесе и до многу убави работи во текот на животот, така што да бидат и родителите доста поупорни кога ќе дојде тој период и да го насочат понатаму да се занимава со пливање. Ви посакувам уште многу нови генерации на дечиња кои што ќе го изучуваат пливањето, а вие ќе им помогнете во тоа и се повеќе да се зголемува бројот на деца кои што ќе учат пливање. Ви благодарам многу за гостувањето. Ви благодарам и вас.